дека со оваа новава реформаторска влада, дека конечно ќе има пари, ќе цветаат инвестиции, економијата ќе цвета, бизнисот ќе цвета, стопанството ќе цвета, сите ќе цветаме. Иако после 5 години мене ми стана јасно дека од толку цветање мене само газов ми се расцвета, ама за тоа ќе ви кажувам малце попосле. И ја така стоиме ние на плоштад, сонцето пече, ја му викам на Перо, абе викам да се повлечеме овде под стреава, под сенка, оти викам ако продолжиме тука да стоиме и да го лижам сладоледов, ќе треба со лажичка да го сркам. И ние се повлекуваме нели под сенка, јас си лижам релаксирано, Перо нешто драпа, ја него не слушам, ама многу добро го слушнав кога ми побара 1000 денари на заем, зашто наводно новчаникот го заборел у другите панталони, а требало да ја купи лек на мајка му што не бил на позитивна листа. И сега вие сигурно ќе се запрашате што има везе муабетов со Перо, со мојата голгота по доктори и болници. Не слушајте сега. Значи ја му давам 1000 денари, он ги зима, жив среќен, тргнуе да ме полюби на античко-македонски начин, ја инстинктивно му се тргам, пошто предходниот ден го гледав на телевизија оној холивудскиот филм Александар Македонски и ми текна како Александар у филмот ги љубеше своите генерали на античко-македонски начин. Знаете вие како е тој античко-македонски начин на љубење? Па она бе со јазици сега, знаете. Знам сега некој ќе каже, не, тоа е француски начин на љубење. Па не е тачно. Французите тој начин на љубење го презеле од античките македонци. Само први им текнале да го брендираат, па така сега се вика француски. И ова е тачно. Ова е тачно. Паско ми кажа. А ја многу му веруем на Паско. Како да не му веруеш на човек што носи 3 сати на рука? И со право ги носи. Сака секојаш да биде спремен да му ја затне муцката на секој што ќе го сретне на улица и ќе му каже: Паско, ти не си точен. И ја така, нели се тргам од другар ми Перо да не ме полюби на античко-македонски начин, а он вака се повлекуе, се смешка под мустеќ, ме гледа и ми вика: абе, баце, абе, тебе ти се погоди Сладоледов, беш ми матер, сите топки ги мавна да ми беш матер. Супер Сладоледов, Викам, супер бе, бем ти матер, ти да немаш нешто против? Не бе, вика, баце, немам ништо против, беш ми матер, крв да ти се стори, али ми беше незгодно да ти кажам, беш ми матер, стварно ми беше незгодно да ти кажам, али цело време додека го лижеше сладоледот ти капеше вода од ова еркондишенов директ на сладолед. Го гледам педериште во Скопско и си викам, само у Скопје има вакви педерчики хомосексуални, што можат мртви ладни да те гледаат како лижеш сладолед врко што капе вода од еркондишену кој што се мочале гулабите и после пола саат уше да ти побара 1000 денари на заем. Абе, педеризмот у овој град е доведен до савршенство. Али скроз. И после некој ќе каже, Боки 13 бил обратен. А никој не се прашуе од кај научил Боки 13 да биде таков? Да не растел случајно у Београду, па тамо го учеле. Не бе, Боки има растено у Скопје, овде научил да биде таков. И знаете што ми е најстрашно? Што мислам дека голем дел од тие што го учеле се тука вечерва меѓу нас. Или кажано на северно-македонски дијалект, неко меѓу нама не е наш. И така ми се направи некоја шубе од тоа еркондишенот, некоја кнедла ми застана у грло, вака кревам глава горе, шо да видам? Климата, Ниш, производња 1984, а горе на неа седнале 2 голуба, им вибрираа тоа газињата од тоа климата и ме гледаат право у очи као да сум првиот рикнат од птичи грип у држава. Леле, луѓе, ко ми се врати сладоледот у ждрик, а ждригот која ми замириса на птичја кака. Викам, абе, кај најдов да лижам сладолед,
која пола свет леп нема да јаде, бе. И ко ми се направи еден немир на душата, и све почнав да мислам на оние бактериите што почнаа да ми се размножуваат у грло од тоа лајната на гулабите. И секогаш за Охрид демек најскап град. Сега може комотно да се каже дека Охрид најскап град. Значи за се напиеш кафе и сок покрај кеј, треба кај лихвар да се заборчиш. Да, буквално, значи тама кафе турско и сокот оние на растворање ефтинине. Ако сакаш нешто ладно макијато и Кока-кола зеро, пример, појма неам, тогаш треба бубрего да го оставиш под хипотека, све кредит да си крениш и 15 минути уживај покрај кеј, мислам, гледај да поуживаш, зашто најверојатно последно ќе ти е то кафе во животот. Така што опушти се. И сега не знам што се деша, например гледам во Скопје нешто излегува по маркетиве, некои слики по социјалниве мрежи, 2000 денари кило цреши. Аматери. Охрид пред 10 години то беше, кај бевте до сега? Сега под 100 евра кило цреши не можеш да најш, зашо вие знаеш охридскава цреша, Клеопатра ја имат берено. Негде љубаништа, Дурмадона и свири на харфа и пее like a virgin. Е катастрофа, зашто мислиш ти кога ќе касниш од оваа црешава, соков уста што ти влег вид, го имат праено ко коктел 10 божици пресвети некои, сосеќаш ко на Клеопатра невиноста да имаш земено. Значи до толку е работава, преако е. А сега пред некој време со другари бевме до Битола и седвиме во еден кафич и да келнеров и никад дечки да знаете, од пред некое време цениве поскапеа, да не се изненадите. Викам братот Дохрид сме, мислам. Колку ќе се изненадиме. Не, викат јас да ви кажам да не речите после нешто многу скапи. Добро, му викам носи ценовников, гледаме еспресо певче. Макијато 60, седен сок 70. Да му викам брат, да се изненадивме, реално, ама колку беше ефтино. Му викам, со стандардот во Охрид, колку што трошиме, реално можам цело мени да ти го нарачам, пола од кафичов да ти купам, бакшиш да ти остави пак поевтино да си поминам, отколку Охрид покрај кеј. Катастрофа е, значи до толку е работава. Иначе, ако ви изгледа малце како потресен така вечерва, тоа е затоа што идав од Охрид, по фамозниот автопат, обид за автопат, се извинувам, Охрид Кичево. Да, автопатов го прави толку долго што во исто време, значи кога ќе го пуштат во употреба, во исто време и за музеј ќе го прогласат. Толку години го прават. Се булдужер тој што возите внукот на та првата генерација што почнале да го прават. Знаеш, ко не била ни фирма тогаш. Тоа нешто невладина организација, здружение на граѓани ги нашле дебарца, рестрико елате овде дупкиве да ги попалниме, овие од Велме, ајде, ко на искусни овде дупкиве да ги попалне, толку е. Германци во Втора светска војна ко Минско поле го имат користено, имат речено стај го ке им се најдна, овие глупи, се за автопат ќе го користат. Катастрофа, не знам, онде сигурно и не знам дали имате заприметено како кјошкот со бранчиња е некоја, веќе вака се движиш. Сигурно Јордан Плевнеш идејно решение има давано, нешто за уметнички дојам да имат. Тоа е затоа кога ќе се движиш на кај Охрид, да го почувствуваш разбранетото езеро на асфалтот, Охрид Кичево. Добро, тоа е кога ќе на кај Охрид, знаеш дека езеро имат, разбирам, а кога ќе од Охрид на кај Кичево, па тогаш едноставно ќе кажете кичевска работа, тоа е. Кичевска работа ти е единица мерка за нешто што не чинит во државава. Зашо сакаш кажи, масава кичевска е, не чини, тргнете, а толку е, така се. Јако баба ми која бев мал, вака ми викаше. Кире, учиш школу да работиш у канцеларiju. Ако не учиш школу, ќе будеш жандар. Само за жандар не траже школу. И куче од улицу да го однесеш у полицију, вуче ќе стане. Ама ја не ја послушав, отидов у полиција. Луѓе, како ми стоела таа униформата, бе, кој ќе сум излегол на улица, бе, сите по мене се вртеле. Додуше ја малку врцкав со газето, ама тоа од навика. И толку ја сакав униформата, што дури сакав да иставам и розови еполети и копчиња, али не кев да провоцирам од почеток. Ама морам да ви признам, леле пендракот колку сум го сакал. Абе од раце не сум го испуштал. Дури си го ставав подпирница за време на спиење, она имаш тврдо на подпирница, али ти доека спиеш не знаеш дека е пендрак. И морам да ви признам, само еднаш сум го употребил у року служба. Имаше еден манијак што ги плашеше девојчињата умало, јас сум го бркал и ко сум го фатил, абе за пола саат со тоа пендракот сум го преваспитал. После плашеше само мушки.
И така ја го земав пендракот после употребата и го однесов на хемиско и таа што работи тамо ми вика, вика господине полицај, следниот пат барем после интервенцијата стави или пред интервенцијата ставете му кондом. И добра сега. Арнама овие старшиниве разбраа како сум го преваспитал јас овој манијаков и ме пребација, ме однесоа во Увидна. Леле, во Увидна колку има луѓе тамо живот, колку се богати полицајците што работат во Увидна. Ја прво мислев дека они приватизирале некоја раскрсница за евро, ама после сватив што е штосот. Седам ја така еден ден у таа Крајслер со колегата и лижеме сладолед на стапче. Кога сум со тој колега, многу лижеме и се такмичиме кој побрзо го излиже, тој искача надвор и лепи казни, значи негова смена. Али пазете, не смееш да грицкаш, само лижеш. И така ние лижеме сладолед и у тој момент гледам една нова Тојота застанува на црвено светло. И у тој момент еден тип на точак изгуби контрола на воланот и со сета сила се бапна оваа Тојотава. Овој колегава срипа, ги извади тоа гаките од испотениот гъс, тргна кон овој несреќа во удесов, ја тргна веднаш по него и како дојдовме до колава, овој возач што беше на Тојотава, еден целиот така бланширан, излезе од Тојотата и почна да му се дере на овој што го удри со точакот. Па гледаш ли каде возиш наркоманиште едно джанкерско? Па нели гледаш колку васпитано си стојам овде на семафор со чичка нова кола и ти се најде да ми ја демолираш шабанарио една селјачка. Па вчера татко ми ја купи да ме почасти за отварањето на мојот нов салон и ти се најде тука да ми ја удираш мастурбанту еден дркаџиски. Па имаш ли ти уопште можност да ме обештетиш бе шупак еден издрндан? А на тоа овој дечко го гледа онака спокоен, мртов ладен и му вика: баце, добра кола се купуе, али добар дечко у Скопје тешко се наоѓа. А нас двајца судбината као да не спои. Судбината како да сакаше да ти го бапнам аутото. И на тоа овој бланшираниот смени израз на лице, смени овој боја на глас и му вика: леле брате, каде те удрив, многу да не те боли, ај кажи ми каде те боли, на кое место те боли, а овој му вика: баце, има едно место што ме боли, ама треба да го бубиш за да помине. И на тоа се фатија двајцава за рука, си влега у колата, а мене она милина околу срце, затоа што тогаш сватив дека сепак постои љубов на прв поглед. Али овој колегава мој не ја свати таа работа, се изнервира и вика: чекајте бе, застанете, а за Увидов кој ќе плати? И тогаш овој бланшираниот извади 500 евра, ги фрли кон нас и стисна на газ. И тогаш ја уствари сватив зашо полицајците во Увидна живеат толку добро и сватив уште една работа, дека не е лошо да си фатиш добар дечко.